Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Нова детска градинка со капацитет за згрижување на 50 дечиња денеска свечено беше отворена во населеното место Прелюбиште. Со пробно возење низ Тетовските улици денес беше промовиран модел на електричен автобус. Противпожарни возила и опрема за 14 општини, меѓу кои Тетова. Нова детска градинка со капацитет за згрижување на 50 дечиња денеска свечено беше отворена во населеното место Прелюбиште. Градинката ги задоволува сите стандарди за изградба. Новата градинка Цветови во населеното место Прелюбиште денеска свечено беше пуштена во функција. Градинката е целосно опремена и изградена по сите најсовремени стандарди, а истата има капацитет за згрижување на 50 дечиња, 25 во македонска и 25 во албанска паралелка. Овој проект несомнено е од големо значење за жителите на општина Јагуновце, а градоначалникот на општината, Димитар Костадиновски, во пригоден говор на вработените им посака успешна работа, додека пак на дечињата среќен и безгрижен престој во градинката. Градинката е целосно опремена и ги исполнува сите стандарди. Изолирана е со модерно парно, инсталирано е ново модерно парно за грејење со топлинска пумпа, поставени се дополнителни декси реквизити во надворешниот дел на градинката и комплетно оградување на целата градинка. Градинката Цветови е подготвена за дечињата од општина Јагуновце и од мое име и од името на целата општинска администрација им посакувам среќни, весели денови на сите дечиња и на вработените од новата градинка. Во знак на поддршка за реализираниот проект на настанот присуствуваше и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Убеден сум дека тука тие ќе ги стекнат првите знаења заедно со нивните воспитувачи и негователи, а потоа ќе можат понатаму да се надградуваат во текот на образовниот процес. Задоволството е големо кога гледате како се реализираат проектите кои што беа ветувани во кампањата. И јас само посакувам повеќе вакви објекти да се реализираат, повеќе проекти да се завршуваат. Тоа го очекуваат граѓаните во општина Јагуновци, тоа го очекуваат граѓаните во Македонија. Македонија дојде напред, а не да се занимава со процеси кои што не враќаат назад во времето. Инаку во текот на речиси едногодишниот мандат на градоначалникот Костадиновски, како што потенцираше тој, завршени се неколку капитални проекти за жителите на општина Јагуновце, меѓу кои завршувањето на изградбата на колекторот за фекална канализација од село Жилча до село Шемшово, целосно оспособување и пуштање во употреба на фекалната канализација во Жилча и комплетно реновирање на основното училиште Симча Настовски во село Вратница. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање при посета на општина Јагуновце, истакна дека владата треба да одговори зошто го одбива понудениот план за справување со енергетската криза и дали може би во игра се тендери, бизнис делки или договори во 4 очи. Јас ќе го сумирам се тоа кое што го понудивме изминативе 2 дена, а тоа е да го зголемиме домашното производство на електрична енергија, кое што ќе обезбеди дополнителни количини од овој ресурс за стопанството. Тие количини ќе бидат по цена најмалку 2 пати помала од таа која што е во моментот на берзите. Понатаму заштеда на минимум 300 милиони евра, пари кои што и онака ги немаме, треба да ја задолжиме државата за да ги обезбедиме овие пари. И што е најважно, обезбедување на ресурс за термоелектраната и топлана, или позната во јавноста Тето Скопје, со кој што ќе обезбедиме стабилно производство на електрична енергија за домакинствата и за индустријата која што се снабдува преку Евана Хоум, но истовремено и топлина, односно затоплување на објектите и домовите на оние кои што се корисници на централното грејење во Скопје. Тоа до овој момент владата го одбива. Зошто го одбива да заштеди 300 милиони евра? Зошто одбива да има
помало производство на електрична енергија домашно, зошто одбива да имаме поголем бруто домашен производ, зошто одбива да нема зголемување на сметките за затоплување и за струја. Тоа треба да даде одговор владата, може би е повторно некаков тендер во прашање, може би се повторно некакви бизнис делки во прашање, може би се некој договори во 4 очи повторно во прашање. Одговорот на ова све зошто го одбива треба да го даде владата. Ние како ВМРО ДПМН стоиме на нашиот предлог, стоиме на позициите кои што ги предложивме, стоиме на техничкото решение кој што го предложивме. Со таа напомена дека времето одминува, 15 октомври е блиску, а според тоа што може да се очекува со температурите и порано ќе има потреба да се пушти затоплувањето во Скопје, а за жал до овој момент како што гледам се уште не е обезбеден ресурс со кој што ќе работи термоелектраната Топлана Скопје. Со пробно возење низ Тетовските улици денес беше промовиран модел на електричен автобус. Автобусот е со капацитет од 43 патници и може да помине 300 км со едно полнење, истиот е еколошки и економичен. По денешната презентација, општина Тетово има можност во иднина да набави ваков автобус. Им се заблагодариме на представниците на Автомакедонија што ја бират нашиот град за презентација на новиот автобус 100% електричен. Значи овој автобус е најекономичен и најкомод за нашиот град. Анадолу Исузу е реномиран европски производител на автобуси, веќе познати автобуси со дизел мотори и со ЦНГ мотори. Во општина Тетово веќе циркулираат низ градот 6 автобуса кои што работат на дизел. Меѓутоа денеска сме дојдени за една голема и убава работа. Автомакедонија имаше чест да добие демо возило од Анадолу Исузу, автобус кој е прв електричен во нивната гама, во нивното портфолио. Се работи за Ново Сити автобус од 8 метра, идеален автобус за мали градски средини. Се покажа како доста поолен за возење низ тесни градски јадра и тесни улици. Денес имавме веќе можност да направиме една рута низ градот. Поминавме можда 20 на километри во реални услови, во реален сообраќај, со 30 на патници внатре. Бенефитот на овој автобус, најголемиот бенефит што не е мерлив, е нула емисија на CO2 и нула емисија на гасови. Нула емисија на вибрации, нула емисија на звук. Значи нема бучавост. Тоа се 3 нули кои што се бенефит на автобусот. Меѓутоа, она што го констатиравме веќе, ова е четврти град каде што проаѓаме и во другите градови и денеска се испостави економичноста на електричните автобуси. Значи, еве, со возачот на автобусот констатиравме дека автобусот ја помина оваа рута од некои 20 на километри, можда и повеќе, со протрошени 5 киловати на струја, што ќе каже во пари негде 150 денари се помина оваа маршрута денеска што ја возев. Примопредавање на противпожарни возила и опрема за 14 општини, меѓу кои Тетово, беше реализирано денеска во рамки на настанот под слоганот Цивилна заштита помеѓу институциите и граѓаните во организација на Дирекцијата за заштита и спасување. Пред заштитата и спасувањето, како и пред целокупниот безбедносен систем, на една држава стојат нови предизвици, на кои треба соодветно да се одговори. Тоа бара реформи на постоечките и создавање на нови структури на системот за заштита и спасување. Токму поради тоа, активностите на Дирекцијата за заштита и спасување се насочени кон заштитата и спасувањето на животот на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство, кои се од непроценливо значење. Само со знаење и компетитивност ќе изградиме систем во кој секој ќе се чувствува сигурен, безбеден и заштитен. Почитувани пријатели, заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Републиката. Нека овој ден ни биде подсетник за одговорноста која имаме пред граѓаните, но и граѓаните да бидат свесни за својата улога и придонес во општеството. Само заедно ние ќе изградиме подобра иднина за следните генерации. Денес примопредаваме нови противпожарни возила
на 14 општини во град Скопје, Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевјелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар. На овој начин овозможуваме сериозно подобрување и комплетирање на техничката опременост. Воедно овозможуваме подобрена подготвеност за оперативно делување и интервенции при гаснење на евентуални пожари. Овие противпожарни возила се набравени преку Дирекцијата за заштита и спасување за 42,5 милиони денари. Ако со оправданост голем број на граѓани критикуваа дека долг период не било набавена опрема за гаснење на пожари, особено современи нови противпожарни возила, тогаш ова е практично исполнување на тоа барање и на една голема обврска која што ја имаат пред се општините, бидејќи тие се задолжени за справување со пожарите во општините ширум државата, меѓутоа и владата, согласно со своите надлежности, меѓутоа и согласно со својата одговорност, во една кризна година и претходна кризна година успеа да обезбеди финансиски средства и да се набават нови најсовремени возила за справување со пожарите. И денес се трага по возачот на возилото кое падна од мостот на реката Вардар кај Желино. Денес продолжи потрагата по возачот од возило кој во вторникот излета во реката Вардар. Од Центарот за управување со кризи информираат дека од 9 часот на терен се 50 припадници од АРМ Тетово кои денеска ќе вршат копнено пребарување. Од полициската станица Желино на терен се 8 лица, од полициска станица Јегуновци исто така на терен се 8 лица и од полициска станица Тетово се со 4 лица. Се очекува да пристигнат и нуркачи од Охрид, но дополнително и специјалната единица Тигри ќе пристигнат со нуркачи. 8 лица од Дирекција за заштита и спасување Тетово и 8 лица од Дирекција за заштита и спасување Куманово ќе вршат копнено пребарување. Исто така 4 лица од Дирекција за заштита и спасување ќе вршат копнено пребарување во езерото Зелениково и 2 нуркачи од Дирекција за заштита и спасување ќе вршат пребарување во вода. Екипа од 6 пожарникари ќе вршат копнено пребарување покрај реката. Екипа од ЕЛС Желино ќе помагаат во потрагата со 20 припадници. Во голема координирана акција сузбиена криминална група која криумчарела хероин во Хрватска. Приведени 3 лица. Вчера на 3 локации во Тетово, Гостивар и Куманово била спроведена координирана акција по повеќе месечна паралелна криминалистичка истрага на полицијата во земјава и во Хрватска за меѓународно злосторничко здружение составено од наши и хрватски државјани кои криумчареле хероин, при што секој припадник имал различна улога во набавка, продажба, чување, транспортирање и посредување во купопродажба на хероин на подрачјето на Истра, Далмација и Загреб и на тој начин на подрачјето на Хрватска извршиле продажба на 4,2 килограми хероин. На 23 септември оваа година, во заедничка акција на хрватската и македонската полиција, во која учествуваа и јавни обвинители од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и полициски припадници од Доделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, на подрачјето на Хрватска беа запленети 3,9 килограми хероин и тоа при претрес на дом во Загреб, при што беа лишени од слобода 5 лица и тоа еден македонски државјанин, 43 годишниот БДЖ од село Синичане Тетовско и 4 хрватски државјани на возраст од 42, 47, 49 и 66 години. Групата неовластено пуштала во промет хероин на илегалниот пазар за дрога во областа на Далмација од месец септември минатата година, а дрогата преку разни канали била пренесувана од нашата држава до територијата на Република Хрватска. Во денешната акција, по претходно добиена наредба за претрес од судија на претходна постапка од Основен кривичен суд Скопје, извршен е претрес во домот на БДЖ од Синичане, кој е веќе уапсен на територијата на Република Хрватска. При тоа биле пронајдени предмети поврзани со кривичното дело. При претрес кај 50 годишниот АМ од село Опае, Кумановско, пронајден е
еден пиштол, 50 куршуми поголема количина на кокаин, пакување со марихуана, електронски уред за мешање на дрога, парични средства во денари и во евра, повеќе потврди за извршени финансиски трансакции и други предмети поврзани со кривичното дело. При претрес кај С и 74 годишен од Гостивар пронајден е еден пиштол ТТ калибар 7,62 мм со 168 куршуми и други предмети поврзани со кривичното дело. При претрес кај Н 63 години од село Синичани пронајдена е документација за извршени финансиски трансакции и други предмети поврзани со кривичното дело. Трите лица се лишени од слобода. Од страна на МВР ќе биде поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поради постоење на сомнение дека сториле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и кривично дело злосторничко здружување. Од СВР Тетово информираат дека во текот на вчерашниот ден се приведени 2 лица поради поседување дрога и едно кое го нарушило јавниот ред и мир. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 25 минути во Тетовско Боговиње лишиле од слобода 22 годишник и 26 годишник, двајцата од Гостиварски Градец. Принивени при преглед на патничко моторно возило БМВ со гостиварски регистерски ознаки, во кое тие се превезувале. Им била пронајдена марихуана. Двете лица се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 10 часот на улица Беличица во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар привеле 28 годишен гостиварец кој претходно го нарушил јавниот ред и мир. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. 50 годишен гостиварец вчера во 10 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека 20 на минути пред тоа на улица 18 ноември во Гостивар физички бил нападнат од 50 годишна жена и 24 годишник исто така од Гостивар. Нешто подоцна 24 годишникот пак пријавил дека тој бил физички нападнат од пријавителот, а поради нивни нерасчистени имотно-правни односи. По целосно документирање на случајот против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Исчезнати мајка и ќерка од Куманово. Полицијата ги бара еден месец. Семејството на исчезнатите бара помош од граѓаните доколку некаде ги забележат веднаш да пријават во најблиската полициска станица. Еден месец нема ниту трага, ниту глас од 32 годишна мајка и нејзината 7 годишна ќерка од Куманово. Сабина и Елив ги бара семејството преку социјалните мрежи, но и на терен, а во потрагата се вклучени и МВР и обвинителството. За случајот МВР има распишано потерница против 42 годишникот Куманово, кој бил невенчан сопруг на Сабина и со кого таа живеела. Последен пат Сабина и Елив контактирале со семејството на 28 август годинава. Од МВР потврдуваат дека ги бараат мајката и ќерката, како и дека е распишана потерница по невенчаниот сопруг кој се бара за сторено кривично дело. Сомнежите се дека сторил убиство. Семејството во немоќ да стапи во контакт со исчезнатите. Од таа причина се обраќа и до медиумите, преку кои апелира до граѓаните, доколку ги забележат или имаат било каква информација за Сабина и Елив, да пријават во најблиската полициска станица или да се јават на следниот телефонски број 078 234 029.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!